Средното стручно училиште Коле Неделковски по 49-ти пат го празнува раѓањето на нивниот патрон. По тој повод, Советот за превенција за детско престапништво во соработка со училиштето организираше квиз надпревар за сообраќајот под наслов "Биди фраер, почитувај ги сообраќајните знаци", а целта на истиот е да се превенира кај младите за потребата од почитување на правилата и прописите во сообраќајот. Децата кои што беа учесници беа од сите 4 средни училишта кои што гравитираат на територијата на општина Велес. Покажаа одлично знаење во квизот, беше од забавен карактер, меѓутоа сепак сите беа спремни учесниците. Сообраќајните знаци ги видовме дека знаат да ги препознаваат и дека ги знаат правилата на однесување во сообраќајот. Многу ми беше големо задоволството што во салата беа присутни голем број на ученици од училиштето и се заблагодарувам воедно на училиштето Коле Неделковски со кое што заеднички го организиравме по повод нивниот патронен празник, бидејќи секако ова беше упатено на оние најмладите. На нив се однесуваше и многу ни беше значајно да го види што поголем број на деца. Иако учествуваа сите средни училишта од градов, сепак изедначеното знаење на учениците допринесе да бидат доделени 2 први и 2 втори места. Па така Химиското училиште Димитрија Чуповски и Економското Јовче Тесличков беа прво, а средните Коле Неделковски гимназијата второ место. За учениците пак квизот беше доста интересен, а за истиот се подготвувале подлог период. Па прашањата не беа за нас тешки, тестот беше лесен и нашите резултати беа добри. Не беа претежно тешки, бидејќи се спремавме по овој период. Да, очекувавме бидејќи се спремавме по овој период, како што нагласив. Во текот на неделава училиштето организираше низ активности во кои беа вклучени сите ученици. А исто така изминативе денови се одржаа доста активности од сите активи, како на пример работилници од електротехничкиот актив, од природно-математичкиот актив, имаше квиз надпревар од природно-математичкиот актив, одржан квиз надпревар, исто така се одржаа и предавања од реномираната фирма, предавање, презентација на реномираната фирма Ванхол, исто така низа други спортски настани, исто така се одржа каде што учествува голем број на наши ученици и со тоа оддаваме чест и го прославуваме нашиот патрон празник. Како дел од активностите во училиштето беше поставена и изложба на уметничка фотографија на тема "Светлината во нашата перцепција". За истото училиштето објави и конкурс на кој пријавени ученици имаше од збретименото училиште од Република Полска. Оваа година пак за прв пат на овој конкурс се пријавија и ученици од градот Тампере од Република Финска. Во моментов на оваа изложба има пристигнато 330 фотографии, во кои што во селекцијата помина околу 80 фотографии кои што се тука изложени. Тоа се најуспешните. Можам да кажам дека поддршката која што ја добивме од двајца меѓународни координатори од матичните земји, потоа поддршката на амбасадата на Република Полска, која што ни даде свој простор во кој што можевме да се промовираме како конкурс и сакам да кажам дека голем напор вложија професорите со цел да привлечеме повеќе кандидати кои што малку духовно корелираат и кои што би можеле да конкурираат на вакво нешто и малку нашите дечиња и децата од нашиот град да ги анимираме и да ги представиме. Иначе развојниот концепт на нашата изложба е таа да биде представена во Република Полска во целост како што ја гледате овде и во преговори сме да биде представена уште барем во Финска. Во скоп на патрониот празник, учениците од средното училиште Коле Неделковски вечерва во салата Били Мугри ќе одиграат представата "Со ука до наука".